не само вечерва, туку и вчера вечер, и утре, и во наредните денови. Она што е многу важно е да бидеме сите надвор, на улиците, затоа што верувајте дека овие денови повторно Република Македонија е на крстосница. Повторно над Република Македонија се надвиснати темни облаци, но тоа не се облаци кои што носат дожд и снег. Тоа се облаците на Заев и заевизмот. Овој човек, за жал, повторно се пазари со идентитетот на македонец. Овој човек, повторно, за жал, се пазари со македонскиот јазик и македонската посебност. И ова е вистина. Ова го изјави Зоран Заев во изјава за еден бугарски медиум. И тамо јасно и гласно кажа дека ќе се договори и дека ќе потпише документ кој што ќе биде објавен во службен вестник на Република Македонија. Значи не му беше доволно едно предавство до сега со потпишувањето на Преспанскиот договор, со кој што се откажа од Република Македонија, од нашето вековно име, од македонското малцинство кое што живее во Република Македонија, од брендот Македонија, па сега оди чекор понатаму да се откаже од нашиот идентитет, од нашиот јазик. Почитувани присутни, ние македонците не сме дрво без корен. Ние имаме свој корен. Ние не живееме само во Република Македонија. Македонци има и во Република Грција, и во Република Бугарија, на целиот Балкан, па и во цела Европа. Зоран Заев нема мандат, нема право да не отпишува како македонци. Зоран Заев нема право да се пазари со нашата чест и нашето достоинство само заради тоа што е сребролюбец и заради тоа што сака да остане што е можно подолго на власт. Добро е што во ова тешко време, може би за прв пат, и Македонската академија на науки и уметности, и Македонската црква, и македонските историчари и македонските јазичари, па дури и неговите сопартици, јасно и гласно му повикуваат на Зоран Заев да не потпишува уште еден срамен договор кој што е анационален и предавнички. Гоце Делчев имаше една јасна диагноза за таквите како Зоран Заев и знаеше да каже дека нема ниту еден друг народ во светот кој што пател повеќе од своите синови, предавници, изроди македонци. За жал, Зоран Заев се претвори во таков лик и верувам дека ќе го слушне крикот на гласот на народот и дека ќе престане да се договара за нашите посебности. Токму затоа, од срцето на Тетово, сакаме да му порачаме на Зоран Заев. Прво и основно, да си поднесе оставка. Второ, оставка! 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 Зоран Заев поднеси оставка и ослободи го овој народ, ослободи овоја држава. Второ, бараме да се формира итно експертска влада. Влада која што ќе успее да ја помогне на Република Македонија да излезе од оваа здравствена, економска и политичка криза. Затоа бараме оставка и новаа влада. И на крајот им порачуваме на така наречената комисија која што преговара и што себе се нарекуваат историчари, да престанат со било какви преговори во името на македонскиот народ. Почитувани браќа и сестри, ви благодарам уште еднаш што сте тука во срцето на Тетово, во срцето на Република Македонија. Верувајте дека ќе продолжиме уште поинтензивно во следните денови, се додека Зоран Заев не поднесе оставка. Ви благодарам уште.